Урбани вести на Прва Скопска, добро дојдовте. Најнапред да погледнеме дел од насловите за денеска. Советниците од ВМРО ДПМНЕ не го поддржаа ребалансот на буџетот во општина Газибаба. Сервисни информации и актуелни случувања во Скопје. Филхармонија ќе свири музика од цртаните филмови, почнува градски летен парк. Граѓаните се револтирани од лошата услуга на ЈСП. Советничката група на ВМРО ДПМНЕ денеска не го поддржа ребалансот на буџетот во општина Газибаба. Градоначалникот на општина Газибаба Борис Георгиевски изјави дека во овој ребаланс се предвидени дополнителни средства од 41 милион и 260 илјади денари наменети за капитални проекти. Советничката група на ВМРО ДПМНЕ вели дека предложениот ребаланс на буџетот е антиреформски. Градоначалникот на општина Газибаба Борис Георгиевски денеска информираше дека советничката група на ВМРО ДПМНЕ во Советот на општина Газибаба на денешната 25-та седница не го поддржала ребалансот на буџетот, во кој се предвидени дополнителни средства од 41 милион 260 илјади денари, наменети за капитални проекти. Како што истакна Георгиевски, за прв пат во последните 11 години општина Газибаба носи ребаланс на буџетот за дополнителни средства кои пак треба да бидат наменети за проекти во повеќе населени места, почнувајќи од приклучок на вода за пиење за Раштак и Булачани, нова детска градинка во Стајковци, топловодни инсталации во Триангла и Хиподром, комунална и сообраќајна инфраструктура. Георгиевски додаде дека советниците не ги поддржале ниту програмите за културата и културните манифестации. Почнувајќи од приклучокот за вода за пиење во населените места Раштак и Булачани, развојната програма и капиталните проекти за изградба на системи за одводнување атмосферски води во населба Триангла, изградба на нова детска градинка во Стајковци, изградба на системи за одводнување и приклучување на отпадните води во Јурумнери, програмата за изградба на системи за одводнување и прочистување на отпадните води во населените места Трубарево и Дризово, планот за изградба на спортско-рекреативниот центар Црешево Стајковци, проектот за изградба на комунална и сообраќајна инфраструктура во населбата Хиподром 2, планот за изградба на топловодна инсталација во населбата Триангла и Хиподром, изградба на 2 монтажни паркинг гаражи во населбата Автокоманда. ВМРО ДПМНЕ не сака модернизација на уличното осветлување, односно замена на старото училишно осветлување со нови штедливи лед сијалици, како и комплетна програма F во урбанистичкиот план, каде се предлага изградба на нови улици, тротоари, проектирање и реализација на голем број на капитални проекти за граѓаните на општина Газибаба. Со еден збор, сите капитални проекти за изградба на локалниот пат Бутал-Раштак, новата улица во Булачани во должина од 1 километар, како и локалниот пат во Виниче од километар и 200 и комплетна реконструкција на патот Хиподрум-Илинден и уредувањето на каналот во село Сингелиш. Советниците на ВМРО ДПМНЕ пак велат дека предложениот ребаланс на буџетот е антиреформски и исклучиво за партиски цели, а не за доброто на граѓаните во Газибаба. Тие додаваат дека ребалансот е неплански скроен и со истиот се кратат средства од капиталните инвестиции. Скратените средства од капиталните инвестиции се насочуваат за партиски вработувања во јавното комунално предпријатие Газибаба 2007. Георгиевски крати од капитални инвестиции на штета на жителите на Стајковци, Црешево, Триангла, односно на штета на граѓаните на Газибаба. Советничката група на ВМРО ДПМНЕ и Коалицијата за подобра Македонија во изминатите 2 години даваше максимална поддршка за сите проекти за доброто на граѓаните на општина Газибаба. Ако го отворите балансот, ќе видите дека ова што го зборуваме е вистина, дека се крати од капиталните инвестиции и се даваат средства за вработување во комуналното предпријатие, како и на некои невладени организации и слични работи. Ние не сме против тоа и таму треба да има тоа, меѓутоа најважни се капиталните инвестиции. Ние ќе предложиме во иднина најверојатно нов ребаланс со кој што ќе се подобрат капиталните инвестиции. Советниците од ВМРО ДПМНЕ додаваат дека како мнозинство во Советот на општина Газибаба нема да дозволат да се скратат средствата од предвидените капитални проекти,
кои се од суштинско значење за граѓаните на Газибаба. Додаваат дека ќе продолжат да бидат конструктивна советничка група во интерес на сите граѓани на Газибаба. Колешката Марија и денеска ќе ве информира за градските случувања, актуелните настани и сервисните информации во Скопје. Надвор од студиото на Урбаните вести ви информираме за актуелните случувања во градот. Ке започнеме со санкциите за непрописно паркирани возила. На територија на Центар во изминатите 2 недели се санкционирани 386 непрописно паркирани возила. Со помош на специјалното возило Пајак отстранети се 144 возила кои го попрачувале нормалното и безбедно одвивање на сообраќајот, а со поставување на механичко средство блокатор санкционирани се 242 возила кои биле затекнати во резидентните зони, а не биле корисници. Од предпријатието Паркинзи апелираат до граѓаните да ги почитуваат прописите и да ги оставаат возилата на пропишаните места, за да им се овозможи на пешаците и велосипедистите нормално движење по тротоарите и велосипедските патеки. За прв пат во Скопје ќе се случи уникатен перформанс. Од Скопската зоолошка градина информираат дека на 23 и 24 јуни од 12 до 13 часот ќе се случува театарска представа и мюзикал за деца на Вовчето во Скопската зоолошка со Хакуна Матата. Станува збор за детски перформанс со песнички за животните во Вовчето. Со секое возење ќе имате можност да доживеете незаборавно музичко и театарско патување и дружба со животните, нагласуваат од зоолошката градина. Автор и режија на перформансот е Теја Беговска, музичар Енес Беговски, додека актери ќе бидат Мија Катарџиева и Моника Ставревска. Во рамки на Скопско лето, публиката вечерва ќе може да го проследи концертот на ромскиот фолклорен ансамбл Рајко на плоштадот Карпушово во Стание. Се работи за уметници кои со музика се занимаваат од рана возраст и имаат репертоар што опфаќа најразличен вид музика. Затворањето на годинашно во Скопско лето ќе биде на 31 јули на плоштадот Карпушово во Стание со концерт на ансамблот Танец, кој одбележува 70 години од своето постоење. Организаторите апелираат да се следат социјалните мрежи, каде дополнително ќе бидат објавувани информации за сите настани и известувања доколку дојде до промена на локациите. Во кинотеката пак од денеска до 25 јуни ќе се одржат деновите на современ мексикански филм. Станува збор за филмови од поновата мексиканска продукција и програмата се реализира со поддршка на амбасадата на Мексико во Белград во соработка со кинотеката. Вечерва од 20 часот се прикажува филмот Не е виновно детето во режија на Густаво Лоза. Сабота, исто така од 20 часот, филмот Почетокот на времето во режија на Бернандо Арелано и в недела Генерација Спилберг во режија на Хибран Базан. Влезот за сите проекции е слободен. Турскиот театар Скопје вечерва пак од 20 часот на сцената на Театар Комедија премиерно ќе изведе представата Три сестри по мотиви од драмата на Антон Чехов во адаптација и режија на Васил Христов, кому ова му е трета соработка со овој ансамбл во изминатите 25 години. Три сестри ќе биде втора премиера на Турскиот театар Скопје во 2019 по Јунаци од бајките и Црвенкапа која изведе во март, а до крајот на годинава ќе има уште 2 премиери. Збирка раскази со наслов Кедер од бугарската писателка Јорданка Белева ќе биде промовирана вечерва во мобилната монтажна галерија во паркот на франкофониите со почеток во 20 часот. Издавач е Блесок, а преведувачка на книгата на македонски јазик е Сузана Спасовска. Промоторка ќе биде Елизабета Баковска. Книгата Кедер е номинирана за националните награди за 2018 година Перото и Хиликон. Јорданка Белева е авторка и на книгите Пењуари и бродови, Надморското ниво на љубовта, Таа, Клучеви и Пропуштен момент. Добитничка е на национални награди за поезија и проза. И за крај ве информираме за временската прогноза.
Пораст на дневните температури кој викендов ќе достигна до 37 степени и сончево и топло време, најавува управата за хидрометеоролошки работи. Утринските температури ќе се движат од 12 до 21 степен, а дневните од 28 до 37 степени. Од недела попладне и во следните денови повторно на повеќе места ќе биде нестабилно со пороен дожд и грмежи, а дневната температура ќе опадне за неколку степени. В недела во градскиот парк ќе прозвучи музиката од цртаните филмови кои го одбележаа детството на генерациите од 70-тите и 80-тите години. Македонската филхармонија ќе ја свири оваа музика на отворено, што се реализира во соработка со Младинскиот културен центар и градот Скопје. В недела на 23 јуни со почеток од 21 часот во градскиот парк ќе почне забавата со музика од култните цртани филмови од земјите од источниот блок, кои што го одбележаа детството на генерациите од 70-тите и 80-тите години од минатиот век. Балтазар, Нју погоди, Козле Бозле, Густав Мечето Ушко и многу други ќе бидат дел од првиот концерт Филхармонија на отворено, што се реализира во соработка со МКЦ и со градот Скопје. На овој концерт посетителите на градски летен парк ќе слушнат уникатна изведба на симфонискиот оркестар и на хорот, проследени со специјална видеопроекција на огромни платна и светлосен дизајн. Сето тоа во знакот на старите добри и култни цртани филмови. Градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов заедно со директорот на Националната филхармонија Виктор Илиевски денеска ги соопштија деталите и ги поканија граѓаните на овој концерт. Така што граѓаните ќе имаат можност на овие два концерти да уживаат на вистина во прекрасните изведби на веќе најавените, да речам, веќе најавениот репертоар, и тоа се концерти кои што е првиот на 23-ти ќе ги спои сите генерации, нешто што кога и јас и другите одека биле млади, ама нешто што и за сегашните млади е, да речам, исклучително важно или препознатливо во смисол на цртаните филмови. Така што ќе добиеме ни прекрасни аранжмани под диригентската палка на маестро Џијанов дека на 23-ти ќе биде изведена музика од цртаните филмови Балтазар, Нју погоди, Как Казаки, Козле Бозле, Густав, Мечето Ушко и слични, кои што мислам дека како такви, како феномени во уметноста на цртаните филмови, кај секој човек нудат спомени без оглед на неговата возраст и нудат емоции кои што се секако позитивни. Аранжманите за музичките теми ги направи Владимир Николов, а оркестерот ќе настапи под диригентската палка на Џијан Емин. Шилегов посочи дека градскиот парк е место за забава и рекреација за сите граѓани. Поради тоа, градот Скопје континуирано работи на реконструкција на тревниците, одржување и чистење на езерцата, поставување нова урбана опрема, како и на воведување нови услови за продажба на пијалоци и храна. Скопјани секој ден се повеќе се жалат од лошата услуга на јавното сообраќајно предпријатие. Како што велат, плаќаат, но не добиваат услуга каква што треба. Најчесто се револтирани од големите гужви во автобусите, како и од проблемот со клима уредите. Многу често се случува граѓаните да се пожалат на лошата услуга во јавниот превоз. Во летниот период ЈСП има редуциран возен ред поради летниот распуст на учениците. Од таа причина секој автобус е полн со патници и тоа на температура на 30 степени. Многу луѓе чекаат на постојките, а во автобусите е голема гужва. Од ЈСП вела дека ова не е новина и дека секое лето е така, а плюс причина за дополнителна гужва во автобусите е тоа што градот постојано се шири. Покрај гужвите, граѓаните се жалат и на проблемот со климата во автобусите. Во некои автобуси воопшто нема клима, а во некои има, но возачите не ги пуштаат, бидејќи така штедат на гориво. И покрај целата таа агонија, редовно се случува и да се расипе по некој од автобусите, па патниците да се најдат на сред пат. Од 1 јули двомесечни бебиња ќе примаат вакцина против ротавируси и пневмокок. Неколку правила кои треба да ги почитувате при посета на базен. Изгорениците од сонце може да бидат опасни.
Од 1 јули двомесечните бебиња ќе бидат вакцинирани против ротавируси, а на истата возраст треба да примат и пневмокок. Комитетот за имунизација веќе го направил проширувањето на календарот за имунизација, а педијатрите велат дека целта е оправдана, бидејќи на овој начин ќе се спречат тешки заболувања и сериозни компликации по здравјето на најмалите. Комитетот за имунизација веќе го направил проширувањето на календарот за 2 нови вакцини кои стануваат задолжителни. Според календарот, двомесечни бебиња од 1 јули ќе бидат вакцинирани против ротавируси, а на истата возраст треба да примаат и пневмокок. Педијатрите велат дека целта е оправдана, бидејќи на овој начин ќе спречат тешки заболувања и сериозни компликации по здравјето на најмалите од опасните бактерии и вируси. Лекарите велат дека ротавирусите може да предизвикаат многу чести столици и дехидрирање кај бебињата, а стептококната бактерија тешки пневмонии кои може да бидат и фатални. Додаваат дека мора да се следи трендот за унапредување и заштита на здравјето на децата. Во Америка, вакцината пневмокок ја има уште од 2000 година. Со воведувањето на дополнителните боцкања против ротавируси и пневмокок, во наредниот месец за децата во нашата држава ќе има 10 задолжителни вакцини. Базените во Скопје започнаа со работа оваа летна сезона, па со оглед на тоа дека за време на викендот ќе имаме високи температури, се очекува и голема посетеност на базените. Пред да отидете, треба да знаете за можните опасности кои демнат во базените. Во главниот град почна со работа речиси сите базени, а за време на викендот се најавува сончево и топло време, па се очекува голема посетеност на базените од страна на граѓаните, а особено од помладите. Во услови на високи температури за време на летниот период, базените се одличен начин да се разгладат граѓаните, но при посета на базен треба да внимавате на опасностите кои може да ви се случат. Кога одите на базен, не треба да внимавате само на пливањето и да не се лизнете на водените плочки, туку и на инфекциите кои што може да ги добиете. Стравото давење и повредите од лизгање се многу оправдани стравови на кои мора да се внимава во секое време, но потребна е поголема грижа за себе и за околината што ве обкружува. Затоа постојат неколку основни правила за однесување на базен, односно бонтон на базен. Доколку имате некакво воспаление или заразна кожа или половна болест, немојте да влегувате во базен. Избегнувајте голтање на вода од базенот. Не нуркајте со отворени очи и секогаш користете очила за пливање и капа за да ја заштитите косата од хлорираната вода. Не одете боси по влажниот пот и не седете на влажните површини во близина на базенот. Исто така не треба да седите на влажна крпа и во воден костум за капање, бидејќи влагата и топлината потекнуваат размножување на бактериите. При секоја потреба користете го тоалетот, а веднаш потоа темелно измите ги рацете со топла вода и сапун. Застоената вода во базенот во комбинација со голем број пливачи во него значи зголемена концентрација на микроорганизми. Микробите може да навлезат во телото преку устата, очите, носот или да оштетат кожата и да предизвикаат цревни и кожни инфекции. Внимавајте како и кога се изложувате на сонце, предупредуваат лекарите. Високите температури може да предизвикаат изгореници на кожата, а тоа понекогаш може да биде штетно и опасно. Лекарите велат дека изгорениците можат да се појават особено по подолг ден на плажа или во парк. Лекарите предупредуваат граѓаните да внимаваат кога и како се изложуваат на сонце, бидејќи високите температури може да предизвикаат изгореници на кожата, а тоа понекогаш може да биде многу штетно и опасно, со големи последици. Лекарите велат дека изгорениците може да се појават особено по долг ден на плажа или парк. Често тие изгледаат добро во текот на денот, но потоа постепено се развива изгореност која подоцна таа вечер може да биде болна и тешка, па дури и да допринесе да се чувствувате болни. Кога сте изгорени, обично доживувате болка и чувство на топлина, симптоми кои имаат тенденција да станат посериозни неколку часа по изложување на сонцето. Некои исто така развиваат морници. Бидејќи сонцето ја има исушено нивната кожа, може да станат нервозни. Изгорената кожа почнува да се лупи за 1 недела по изгорениците. Ако добиете изгореници, се препорачува да се изладите со ладна бања или нежно нанесувајте ладни
влажни облоги на кожата за да помогнете во ублажувањето на болката и топлината. За да се олесни непријатноста, применувајте чист алоe вера гел на било која изгорена област. Применувајте навлажнувачки крем за да ја рехидрирате кожата и да го излекувате чешањето. Доколку изгорениците се тешки и се развијат плускавци, потребно е да се јавите кај вашиот лекар. Лекарите советуваат доколку имате изгореници и престојувате на плажа, најдобро е да седнете во сенка додека изгорениците не се излечат. Било кое дополнително изложување на сонце само може да го зголеми интензитетот и ќе ја зголеми болката. Денеска имавме сончево и потопло време, а УВ индексот изнесува 8. За утре метеоролозите најавуваат сончево и потопло време со услови за изолирана појава на пораен дожд и грмежи. В недела попладне и во следните денови повторно во повеќе делови од земјава ќе биде нестабилно со пораен дожд и грмежи. Денеска имавме температура до 31 степен, а утре ќе се искачи до 32 степена. В недела температурата ќе се движи од 16 до 30 степени, понеделник од 17 до 28 и во вторник од 18 до 29 степени Целзиусови. Почитувани гледачи, со временската прогноза го завршуваме ова издание на Урбаните вести. Ви благодарам што не следевте, повеќе наслови можете да прочитате на нашата веб страна mtm.mk и на социјалните мрежи Facebook и Twitter. Довидување.